Владата на Република Македонија на последната седница донесе одлука за уште една трета субвенција за оризопроизводителите, поделена на 3 групи во зависност од површините кои ги поседуваат. Земјоделците кои имаат по 2 хектари оризни ниви ќе добијат по 5 денари за предаден килограм оризова арпа во откупно-преработувачките центри. Тие што имаат од 2 до 10 хектари ќе добијат по 4 денари и земјоделците кои поседуваат над 10 хектари земјоделско земјиште на кое одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм предадена оризова арпа кај откупувачите. Ова е исклучително добра вест на оризопроизводителите од општина Тишина во Блешево, им ја соопшти заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Оваа мерка ќе важи од 1 до 31 јули оваа година, при што земјоделците оризопроизводители најдоцна до 31 август заедно со кантарските белешки и потврдите дека е откупена арпата кај откупувачите, ќе може да се пријават во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за да добијат субвенција. Од ланската реколта досега се откупени 12.000 тони ориз, од кои 3.500 тони се уште се во магазините на откупувачите. Во амбарите на оризопроизводителите истакна Костадиновски се наоѓаат од 8 до 10.000 тони ориз кој чека откуп. Треба да се има во предвид дека на стартот на жетвата на оризот минатата година владата определила субвенција од 200 евра по хектар, за да подоцна бидејќи не одеше откупот, определи уште 300 евра по хектар, што значи со двете мерки се определени вкупно 500 евра по хектар за оризова површина, плюс новите околу 300 евра како трета субвенција, значи земјоделците добиле директна помош од владата околу 800 евра по хектар. Од наредната недела Костадиновски најави одржување на трибини во повеќе населени места во општините од истокот, каде што се одгледува ориз, со единствена цел преку укажувањата на земјоделските стручњаци да се произведуваат квалитетни и доходовни сорти на ориз.